Добар ден, Љупчо Кец-Мицковски, раководител на Центар за развој на Скопски плански регион. Може ли ни кажете еве денеска кој е поводот за овој настан, што ќе се случува? Најавата беше ќе се избираат проекти со кои што ќе им се помогне на општините, или да си го напредат својот развој. Зашто станува збор? Да, денеска Центарот за развој на Скопски плански регион ја одржува втората форумска сесија, на која што граѓаните од Скопскиот плански регион ќе ги приоритизираат и ќе одлучат кои проекти ќе се финансираат во 2022 година. Се работи за проекти од две програми. Едната е програмата за рамномерен регионален развој на владата, а другиот проект е проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, кој што се финансира од Министерството за локална самоуправа и швајцарската влада. Да, секако, значи, од првата форумска сесија ни произлегува околу 50 концепти, околу 50 на предлог идеи, кои што меѓу време се еволуирани во проекти кои што денеска треба да се приоритизираат. Се работи за една исклучителна шема, која што меѓу време побарува неколку задолжителни компоненти. Тука е пред се дигитализацијата како задолжителна компонента, бидејќи на Скопје како метропола, како главен град, најмногу ќе му треба во проектите да има компонента на дигитализација. Исто така треба да биде задолжителна и компонента социјална инклузија, како и родовата еднаквост, а се разбира и како главен град ќе му треба и заштита на животна средина. Од проектите кои што умеѓу време се денес на разгледување, значи повеќето од општините и од невладиниот сектор побаруваат решавање на инфраструктурни проекти. Пред се регионални улици кои што се во Скопскиот плански регион. Има проекти за неколку градинки изградба, му фала и доста на Скопје детски градинки. Има проекти за уредување и реконструкција и конзервација на дел од калдрмата на неколку улици во старата Скопска чаршија, заедно со уредување на инфоцентар кој што моментално тамо го нема на тој дел. Исто така имаме побарување во многу од општините за изработка на проектна и техничка документација. Значи ние исто така изработуваме проекти со кои што понатаму општините ќе можат да си ги реализираат идеите и проектите кои што ги имаат како потребно. Имаме и други проекти од социјален аспект, имаме проекти од заштита на животна средина, имаме проекти значи има проект во две улици кои што се регионални за асфалтирање, тоа е улицата Александар Рударевски и регионалната улица од општина Илинден преку Маџари, Хиподром, што доаѓа во општина Газибаба. Имаме побарување за набавка на противпожарно возило од општина Зелениково. Има разни проекти, има разни идеи. Денеска овдека граѓаните ќе одлучат за тоа кои од тие проекти ќе бидат приоритизирани и ќе продолжат понатаму во процедурата за одобрување и финансирање на истите. Се работи за буџет од прилика програмата на владата за Скопски плански регион е 30 милиони денари, а Министерството за локална самоуправа заедно со швајцарската влада има буџет од 20 милиони денари, или за вкупно некаде околу 50 милиони денари, средства кои што треба денеска да одлучат граѓаните каде и како ќе се финансираат. Само Скопје, градот Скопје или и другите општини се планира надвор? Не, ќе биде офатено Скопје со општините околу Скопје. Значи Скопскиот плански регион го сочинуваат општините во градот Скопје, што се 10 и 7 општини што се околу градот Скопје, оние руралните општини. И со овие активности се офатени сите овие 17 општини и градот Скопје во рамките на Скопскиот плански регион. Секако тука се присутни и невладините организации, присутни се и од бизнис секторот, значи ние покрај тоа што имаме соработка со општините, имаме соработки со невладиниот сектор и со бизнис секторот.